утринското будење и ова утро се будиме со некого или па барем во оние минути кои што се посветени за нели тие утрински ритуали или за нас и утрата, се поврзуваме во денешниот случај, поточно денеска, со Даниел Дан, нашиот музички артист, добро познат на македонската јавност и последно Даниел беше кај нас пред Нова година, односно на крајот на 2024-та, да, за кабаре Еуфорија и мило ни е што еве на еден ваков начин имаме утринско будење со Даниел, иако е време веќе и да го имаме во студиото, но ајде се со ред. Даниел, добро утро. Дан, Среќо, добро утро. Одлично, само малку тивко те слушаме, мора да признаеме. Ајде нешто малку, запе ако на крајот на денот. Така ќе направиме проверка техничка. Чуваме подобро. Да, некој пат знаеш што, ако телефонот можеби ти е потпран на некоја подлога, може и тоа да биде пречка, да знаеш. Чисто вака како. А инако е човек кој што апсолутно добро располага технички и ги разгледа работите, така што некој пат учиме од него. Да. Ќе се слушнеме, верувам, нема да имаме никаков проблем. Може ли вака тогаш? Да, па може и малку погласно ќе ни зборуваш и мислам дека ќе биде окей. Ајде, Борит, ќе се потрудам да биде се како што треба. Така, одлично. Даниел, како си утрово и кога стануваш? Кога ти започнува денот? Зависи во секој случај многу рано. Секој станувам негде 6:30, максимум до 7 мислам дека сум веќе на ноза. Па дури кога станува збор и за викенди. За начинот на кој што се гледам преку недела, особено нели бидејќи имам работни обврски што ми се онакви редовни од понеделник до петок. Па дури кога се случува да имам настапи за време на викендите како петок и сабота, без разлика што знаат да трае до доцна во ноќта, мојот природен инстинкт, да го наречам за будење, се случува токму овој период. Мислам дека максимум ми било за спивање до саат, каде што морам да се разбудам првично. Па доколку евентуално ми е потребна дополнителна дремка, ќе го направам таму текот на денот. Да можевме сите некој пат, ама те разбирам апсолутно. Најслатките се тие можеби 15 минути на крај. Како и да е. Да, она кое што можеби на секој и го почнавме и така денешното издание дека е доволно добро да врземе онолку сати колку што се потребни за сон, поточно во текот на ноќта, но не секогаш ще има можност за тоа, па добро е доколку можеме да го направиме тоа во текот на денот, но веројатно тоа е индивидуално или да речеме кога како е возможно со оглед на секојдневните обврски. Ако зборуваме за утринските ритуали, она кое што забележав, имаш некаков утрински ритуал, поточно утрински пијалок, но дали е тоа кафе или со нешто друго го започнуваш денот? Наискрено го започнувам денот со вода. Дори еве и во момент имам ова човечка која што вика кафе, ама не треба вода. Да, тоа не знаеш, да. Дека има вода. Некако тоа ми е пијалок кој што ми е потребен барем наутро. А иначе не сум од оние кои што имаат, ајде да речеме, некаков конкретен ритуал дека секој утро ми почнува со кафе или не знам што. Кај мене е тоа малку поинаку, зависи од како се сеќам во денот. Некогаш ќе го започнам со чај, некогаш е со кафе, некогаш е со какао, а често имам еден свој микс кој што за многумина можеби е чудно, меѓутоа јас сум као рамна лажичка кафе, рамна лажичка какао и вода. Децит. Без ништо друго. Кој што е неопходен. Да, одлично. Да, меѓутоа кога би го прашал јас, а познавајќи го долги години како дел од мојата блиска листа на пријатели, точно знам дека си има и ја негова можеби таа холистичка страна да си ги воведеш сите тие да речеме физички перформанси во текот на денот и така натаму. Верувам и дека можеби еден од ретките луѓе кои што се дисперзира на различни уметнички гранки, така што сериозно забелешка за мене е тоа што јас се уште немам појдено на Еуфорија, знам дека се подготвувате и дека Еуфорија кабарето, знаеш дека ти го споменав и тебе лично дека станува поекспанзивно можеби последниот период, ај ќе те прашаме за Еуфорија за скоро. Меѓутоа, што ти се да речеме други утрински ритуали, чисто можеби да украдеме некоја и техника, метода од тебе. Дали имаш и некој рецепт можеби? Еве ние во моментот при крај сме. Ако имате нешто вакво дома, претпоставам дека може да се расположите со тоа што цовање да си отсвирите или ако некоја идеја ви заврти глава да си музицирате, да се пеете нешто. Онака што е, пак ќе кажам, мене природно ми доаѓа, секој сабале се будам со музика, со песна, дали тоа нешто јас ќе си промумлам, така кажано, или ќе си пуштам некоја музика која што ми е интересна, мислам дека така се расунувам. И не сум од оние кои што премногу се излежуваат во кревет пред да станат, току буквално нака отворам очи, децитка, станувам и веќе функционирам.
Пак ќе кажам, немам никогаш конкретни ритуали, доколку се чувствам гладен од сабајле, знам да си направам смути или нешто такво, нешто што е полесно, што можам да го за брзо време да го сторам, бидејќи како што спомнав, работам во врским се од рано наутро, за да можам да почнам и да функционирам. Доколку не некој знае да им биде полага од денот, еве како денес го започнувам со вода и немам ништо посебно. Се разбира, утринскиот туш ми е неминовен, заради тоа што тоа е она кое што ме ресонува. Едно време знаев утрата да ги искористам за да појдам и на тренинг од сабајле. Сега веќе некогаш ми е дискутабилно, зависи од обврските. Најчесто идат веќе после работа, негде оној попладневиот период околу 5-6. Да, веројатно секој се организира во денот кога и како може да ги реализира тие физички активности или вежбањето, но добро е кога го има и кога нели како велат и оние кои најчесто го препорачуваат, а тоа се докторите и инструкторите, дека треба да имаме нели континуитет во тоа, па доколку и тоа успеваш меѓу другото да го правиш, тогаш одлично. И сега спомена Марче, ќе зборуваме малку и за кабаре Еуфорија. Ние на крајот на минатата година, нели како што кажав, ви имавме дел од екипата овде во студиото и позборувавме малку и за основањето и за вашето спојување или издружување, но и за таа синхронизација која што имате меѓусебно како истоработката, која што се гледа во вашите настапи, а публиката на тоа позитивно реагира. И ве сме веќе месец март, како се сите оние впечатоци и импресии од изминативе месеци? Мислам, ова што го спомена апсолутно вистина. И тоа е единствениот начин на кој што може да функционира еден тим од 30 на луѓе. Буквално ние сме како едно големо семејство, така да ќе кажеме благодарна на продукцијата која што се тоа го организира, че и повеќе како нас, така да навистина добив голем број на нови пријатели, нови соработници и секоја одење и на проби и настапување атлетички за мене, претпоставам дека и за сите останати ни представува едно навистина убаво искуство и убаво дружење. Месец февруари го искористивме за подготвување на нови точки, така да веќе во март и започнавме активно со настапи. Цел март ни е веќе букиран, знам дека април ни е букиран, така да наредните настапи додатно ќе ги спромовираме. Минатиот викенд бевме во Скопје во Гевгенија. Овој викенд, односно во петок, патуваме во Огрид, сабота сме посебно во Гевгенија. Така да апсолутно сме фокусирани на тоа да даваме добри представи, да презентираме она кое што го имаме ново и сме желни за повеќе публика, така да еве уште да направат достаточно кои што гледаат да присуствуваат на некој од нашите настапи. Да, и ќе се сложиш, сме говориле и кога сме биле вака и што се вели во друштво, дека добија експанзија кабаре шоута во Македонија последниве години, како ансамбли кои што постојано некако, не знам, се тука во различни градови да анимираат публика и тоа ми е драго што како култура некако почна да се развива. Препоставам дека и за вас како артисти да се, пак ќе кажам, дисперзирате и да се појавите и во различни улоги, да интерпретирате можеби неверојатни музички ветерани. Мислам дека и поинакво алтер его ваше можеби се реализира. Ќе се сложиш? Апсолутно. Јас морам да признам дека како што сам спомна, за жал кога сум во Македонија во однос на музичката индустрија, навистина немаме простор да се развиваме и да се прикажеме во едно вакво светло. Сега кога станува збор за еден ваков проект, морам се вклучени многу луѓе и во однос на настап, и во однос на режија, и во однос на звук, и во однос на светла, и во однос на менаџирање и букирање на настапи. Апсолутно ни дозволува на нас како артисти да можеме да се дадеме целосно во нашата улога, она што значи перформер, изедувач, и со тоа да им приуштиме на публиката и на оние кои што не гледаат од другата страна едно убаво искуство следејќи го тоа шоу, што викаш, да едноставно ги поместиме нашите граници на она кое што до пред некој време сме мислеле дека до тука е нашето ниво, ова е она кое што ние можеме да го правиме. Морам да признам дека со секоја режисерска, да кажам, улога која што ни е дадена, која што ни викаат, можеш ова да го направиш, ќе го направиш и ова. Самите на себе си ги поместуваме границите и сваќаме дека навистина можеме уште повеќе дадено, можеби и многу работи за кои што не сме свесни.
Така е, Даниел убаво спомена и еве како еден исто така завршеток или кон крајот на ова наше утринско будење, иако спомена ти почнува денот рано, затоа што и рано ти започнуваат работните обврски. Денеска ти благодарам што малку ги одложи, за да може вака на еден ваков начин да се слушнеме и да позборуваме и да не те задржуваме повеќе. Само на крај, дали имаме нешто ново што може да најавиме кај тебе или ќе го оставиме тоа за кога ќе ни дојдеш во студија? Еден конечно рече авторска музика, јас се надевам дека тоа ќе го доживееме. Ќе ви најавам нешто конкретно. Минатата недела ќе завршив нова песна, нов сингл кој што го работев заедно со Александар Јусовски принц. Еден, ајде да речем, случајен проект кој што мислам дека ветува многу. Така да би требало нареден период да го финишираме со сите оние пропратни мастерни продукцијски делови и да поработиме малку на промоција, така да еве за скоро се слушаме и ќе имате можност да слушнете нешто ново. За крај само, кога е следниот датум на Еуфорија и каде може да ве следат како цел ансамбл за оние кои што може би досега немале прилика да го сторат тоа? Значи вака, овој петок 21 не, извини, кој сме 14. 14, да. Во Охрид, саботата сме во Гегелија, наредниот викенд сме веќе во Скопје и во Охрид и така натаму. Сите овие работи може да ги следат на нашите Инстаграм профили и на нас како изследувачи за Сидните, а секако и на официјалниот кавар Еуфорија. Така да сите кои што се заинтересирани, кои што сметаат, кои што им изгледало интересно, кои што сакаат да го посетат, а јас апсолутно инвитувам добра забава и нешто не виделе до сега. Прекрасно. Даниел, ти благодариме многу, ти Те посакуваме гушкаме, убав ден. се гледаме за скоро повторно и убав ден. Каде и да си денеска, се надам дека ќе го реализираш според свој интензитет. Така е. Кога започнува денот со музика, апсолутно ветува многу, а кај тебе тоа веројатно секојдневно е така. Како што ни спомена, ти посакуваме убав ден и се гледаме повторно со дополнителни информации околу ова што ни го најави, се разбира, а и во студиото ќе те очекуваме, да. Да, Поздрав!